Ајде. Се помоливме. Сега јас ќе треба да тргнам на долг и далечен пат. Господа е со тебе. Благодарам, царице, керко моја. Господ мајка ти ја зема пред време. Оваа сега ти е нова мајка. Се надевам, оти ќе се сакате, како што ја сакаше и мајка ти твоја. И оти и сестра ти ќе ја сакаш, исто како што ја сакаше мајка ти твоја. Не бери гајле, татко. Јас веќе ги сакам како вистинска мајка и вистинска сестра. Така треба. Па, керко моја, ако ти нас не сакаш и почитуваш, ние тебе два пати повеќе ќе те сакаме и почитуваме. И сакаме во куќава да има радост и среќа како што имало и пред да дојде. Ова многу убаво го кажа, царице. Епа, јас се надевам оти бргу ќе се вратам. Таму ќе сретнам многу принцеви. Па се надевам оти ќе најдам и некој добар зет за тебе. Оти времето си поминува, ти си стасана веќе за мажење. Како ќе кажеш, така ќе биде. За мене? И за тебе, и ти сакаш? И за тебе, само ред е прво да се омажи. Таков е редот, како да речем, како да кажам, ко постара малку иди. И затоа. Добро, мајко, добро. Ќе биде, во нашата земја има принцеви, убави принцеви, сетики ќе се најде некој и за тебе, керко моја. Ќе се најде, зошто сетики? Секако ќе се најде. Епа сега ред е јас да тргнам. Ајде, останете со добро, царице моја. Со добро да ми одиш, цару мој. Довидување. Јас ќе одам да го гледам како заминува. Ајде. Оди. И не враќај се. Полека. Веднаш почна. Чекај, полека со време, ќе си ја завршиме работата како што треба. Многу зборуваш, устата отворена лукава. Немој. Бре, мајко, бре, погледни ја каква е. Поубава е од мене. Поубава од тебе. Ти немаш очи. Керко мој, па нема поубава од тебе. Нема поубава од тебе. Бре, мајко, само така ми велиш ти. Не. Кој принц ќе сака да ме земе покрај не? Кој сака да те земе? Ќе го земеме кој сакаме. Затоа што Кирко, неа ќе ја нема. Додека татко и да се врати. Што се ќе смислам и што се ќе направам. Има виделија да фати и никогаш да не се врати, а принцевите после вака. Браво, бре, мајчичке. Најубавиот ќе ти го најдам. Кирко, моја најубавиот. Лал да ти е, бре, мајчичке. Ама и пред неа сакам да си се омажам. И пред неа, и по неа, кога сакаш, тогаш ќе се мажеш. Ме разбра? Ако ја погубиш, богато ќе те наградам. Ме разбра? И никој да не разбере за оваа работа, никој. Ако кажеш некому, ако се разбере, ќе те погубам, тоа си го знаеш. Знаеш дека ќе те погубам, знаеш. Слушај, за да знам дека си ја завршил работата, да ми донесеш нешто, косата да ја исечеш. Ке знам дека е неизина, зашто таква коса
уба, таква небесна коса нема друг. Ме разбра? Разбрав. Честита царице. Толку си мила, сладка, лична. Убаво што излезе со мене. Да прошетаме малку. Ми беше лошо, многу лошо ми беше затворена внатре во царски одаи. Убаво што излеговме да се прошетаме. Подобро ти е сега, мајко? Како да не ми е подобро кога си со мене вака мила и сладка? Ау, Што? заборавив нешто. Заборавив, ќе се вратам да го земам, ти почекај ме овде. Еве јас ќе одам. Само кажи ми што е тоа што го заборави. И да ти кажам што е... Не ке можеш да го најдеш. Почекај ме овде. Почекај ме, веднаш ке се вратам. Почекај ме. Те молам, немој да ме погубуваш. Имај милост. Нема да кажам никогаш и пред никого што се случило. Само те молам, немој да ме погубиш. Си толку убава и добра, што и моево камено срце го стопли. Додека го вадев ножот, рацете ми се стресува. Не можам да те погубам. Не знам што да правам. Ако не те погубам, царицата ќе нареди мене да ме погубат. Ми рече да те погубам на место каде ни трак нема да ти се знае. А за доказ треба да ја земам твојата коса. Затоа што ни една девојка во царството немала погува коса од тебе. Еве. Земи ми ја косава. Само остави ме Бог да ми ја земе душата, а не човек. Не можам да те погубам. Јас, кој толку глави има погубено толку човечки животи, тебе не можам. Не можам ни твојата коса да ја пресечам. Но морам.
Придružniku moj najveren, толкова пат изминавме, толкова шуми поминавме и ништо не уловивме. Пријатели мои, не откажувајте се. Барајте, барајте. Зашто вашиот улов е допрва. Ние веќе земнавме од барање. Сега решивме дома да си одиме. Одете си, одете си. Ама кога ќе се разбудите, пак овде ќе дојдете. Затоа што вашиот улов е на ова место. Ако ме послушате, поубав улов и побогат од овој никогаш нема да најдете. Придружнику, подготви се, одиме на лов. Девојко, што прави сама во оваа пустелија? Не ти е страх? Ама зошто не ми зборуваш? Не знаеш да зборуваш? Еве го ловот што го сонив ноќеска придружнику. Сега знам што било тоа, ќе уловите лов како што не сте уловиле никогаш досега. Девојко, ќе те молам, трни ја марамата од главата да те видам поубаво. Што, не сакаш да ја трнеш? Добро, не ја тргај. Ако не сакаш да ја трнеш, не ја тргај. Ако не сакаш да зборуваш, не зборувај. Само ќе те молам да ми одговориш на следново. Јас знам дека ти си ми ветена за жена по тоа што го сонив ноќеска. И ќе те молам да ми кажеш, сакаш ли да станеш моја невеста? Ако не сакаш да зборуваш, само кимни со главата. Сакаш или не сакаш? Ете, ми се исполни реченото од ноќеска. Ајде, девојко, дојди со мене во дворецот да станеш моја невеста. Синко, дојди малку. Повели, татко. Види, синко, одамна се токмам ова ти го кажам. Сакаш лути се, сакаш не, ама ова твојата невеста ич не ме бендисува. Оти бе, татко. Како оти бре, синко? Толку време од свадбата помина, еден збор не кажа. Добро е што и порасна коса, и самиот знаеш, кога правевме свадбата, ич немаше коса. Па затоа сакам да ти кажам, чуму ти е ваква невеста? Нема. Татко, јас оваа девојка ја милувам таква каква што е. Уште првиот пат кога ја видов,
моето срце кај неа појде. Точно. На свадбата немаше коса и затоа не покани многу луѓе. Ама сега, види ја, поубава коса нема ниту една девојка на земјава. Знам, Бесинко, знам, се е то убаво, знам, еве, убава е, лична е, не велам не, ама... Не знаеме ни која е, ни од кого е. Барем да знаеше да зборува, да напише нешто за незе, вака шо. Затоа те велам, баталија, синко, баталија, ке си најдеш ти некоја, што така, ептен ќе ти прилега. Татко, јас кажав што имам да кажам, а и ти кажа. За ова повеќе не сакам да разговараме. Јас оваа девојка ја милувам. Синко, те повикав да ти кажам дека добив абер од соседното царство. Пред 3 години царот на тоа царство ја загубил својата ќерка. Насекаде ја барал. По сите царства. И во своето царство. Ама не можел да ја најде. И сега сака да не собере и да ни каже дека повеќе нема да ја бара ќерка му. Што ти е? Добро ти е? И затоа, синко, сакам ти да појдеш таму место мене, оти мене нешто во последно време не ми е арно. Бива? Бива, татко. А вие за невестата да се грижите. А кога ќе се вратам, може и со дете да ме израдувате. И уште нешто сакам да кажам. Оти се откажувам од барањето на керката моја. И сега како единствена керка ја имам керката од царицата втора моја. Честити царе, Повели, писмо за принцот. писмо за принцот. Какво писмо му донесе гласник? Иско за тебе. Благодарам, цар. Море, а вака кога ќе го погледнам... Арен ќе биде за керка ми. Арен... Нешто лошо? Царе, за убаво и за многу години нека е. Да ми се живи и здрави. Јас сум најсрекниот човек на земјата денеска. Честити царе, ако дозволиш, јас ќе излезам за малку да напишам едно писмо и твоја услуга да го однесе во моето царство. Видува, видува. Благодарам, царе. Што човек е овој? Царот за умирачка, за умрена керка зборува тој. Се смее, се смее. Знам што треба да направам. Гласнику, застани. Дај ми го писмото што принцот ти го даде да го носиш кај него дома. Ама... Нема, Ана. Слушај, сакаш само да плеснам со рацете, да дојде джелатот и да ти летне главата, дај го писмото вам. Еве, заповедајте, честита царице, само ќе те молам за ова на принцот да не му кажуваш. А на принцот да му кажам. Те молам. На принцот да му кажам. На принцот, да видиме. Принцот што... О! Принцот бил женет, а? А, и дечиња му се родиле, а? Ти ја знаеш неговата невеста? Ја познавам како не ќе сум ја познавал, честита царице.
Ама многу е убава и многу е добра. Ама пустата една мана има, ете, не може да зборува. Нема е. Принцот ја најде одамна покрај една пештера. Ама тогаш пустата коса немаше. Галива и беше одсечена. Исечена коса. Ама ете сега и порасна косата, па многу е лична, убава, ама ете тоа, маната, нема е, не може да зборува. Тоа е Марија. Ама... Епа, Марио, твојот принц ќе биде за мојата керка, Марио. Ама... Што? Што, ама? Молчи. Молчи. Златници. Никому да не кажеш ништо. Глас да не слушнем за оваа работа. Ке ти летне главата. Ке те најде джелато ти летне главата. Сега чекај ме овде. Ке ти дадам писмо да го однесеш таму. Писмо што јас ќе го напишам. Чекај овде. Најдов убава принцеза во ова царство во кое ми испрати ти и неа ќе си ја земам за невеста. Кога ќе се вратам, не сакам да ја видам мојата стара невеста, ниту пак двете дечиња. Сакам веднаш да ги погубите, трак да не им се знае. Ете, оче, ова писмо ми го испрати син ми, а му велев пред да ја венча, немој бре синко, не ја земај, ке си најдеш нека што ептен ке ти прилега, а тој не. И ете докаде дојде работата. Зато оче дојдов кај тебе да те помолам, ум да ми дадеш, да ми кажеш што да правам. Не можем да ги погубам. Ништо лошо не ми направија, ниту невестата, ниту пак двете дечиња. Драг мој владетел, мислам и ќе те замолам да го направиш тоа што сега ќе ти го кажам. Да ги погубиш? Никако. Тоа е голем греф. А бидејќи сакате да се куртулите од нив, најдобро ќе биде да ги однесете во пештерата, таму кај што ја најдовте, и да ја облечете во рувото во која беше. Оставете ги таму, па Господ како ќе им даде. И тоа е греф. Но многу, многу помал отколку да ги погубите. Сполајте оче. Така ќе направам. Татко, Сине, каде ми е жената и двете мали дечиња? Срце не ме држи да ги видам. што зборуваш, бе, синко? Тројцата се таму каде што ги испрати ти. Кај сум ги испратил јас, бре, татко. Како каде? Како што заповеда, така направивме. Што сум ви заповедал јас, татко? Да ги погубиме. Што? Да ги погубиме. И јас. Што? Па, синко, еве го писмото. Како си напишал, така направивме. Ова писмо јас не сум го напишал. Ова не е моје писмо. Како бре не е твое писмо? Белка им, не сум се опил толку кај царот од радости да не знам што пишувам. Татко, кажи ми дека не сте го направиле тоа што го пишува во писмото. Кажи ми или сам ќе се отепам. Полека, писмо. Полека. Сега ќе трне со мене. И ако ги поживеал Господ, ако им дал живот, може би ќе има среќа да ги видиш. Хајде.
Ти зборуваш. Ајде сега во дворецот со мене, да закрепните и да ми кажете се, како било и што било. И така беше. Баш како што ви раскажував. Макејата нареди да ме погубат. А джелатот, тој кој што ми ја пресече косата, него му ветив дека никогаш и пред никого нема да изговорам ни збор. Затоа молчев толку време. Стравот не ми даваше да проговорам. Ама не е за бадијала речено. Она што Господ не го покрил, ни човекот не може да го покрие. Многу чудна и неубава приказна. Значи, ти се викаш Марија? Марија. После 3 години, денес прв пат ти го слушнав името. Ајде сега да си ги земиме дечињата и да одиме кај татко ти, да го израдуваме. А што ќе правиме со гласникот што ги сменил писмата? Оставете го. Не сакам денешниот ден со крв да го натопам. Повеќе не сакам очите да ми го видат. А ако некојаш излези пред мене, јас самиот ќе го погубам. И така по 3 години царот си ја пронајде ќерка си заедно со принцот и двете внучиња. Направија голема веселба, што траеше 40 дена и 40 ноќи. А Макејата, лошата царица, заедно со ќерка и ги протера за век и навек од царството. А Марија и принцот остана да владеат со двете царства, со радост и среќа до крајот на животот.